Ситуацијата со COVID-19 во Прилеп е навистина алармантна, поради преисполнетост на капацитетите на инфективното оделение во Прилеп со заболени од COVID-19. Во општата болница се приспособуваат цели оддели за да ги примат новите пациенти, чиј број секојдневно рапидно расте. За оваа намена е приспособено одделението за уво, нос и грло, каде веднаш се хоспитализирани 10 пациенти со полесна клиничка слика и 5 пациенти кои што ги чекаат резултатите од тестовите. Овие пациенти биле по надзор на општите лекари вработени во болницата, додека пак во инфективното оделение моментално има 24 пациенти во потешка состојба, кои што се под надзор на инфектолозите. Со оваа пренамена, во Прилеп за сега има уште 12 слободни места, а ако и тие се исполнат, ќе се преадаптирал и еден одсек на интерното оделение со 30 кревети. Се решавал и проблемот со недостиг на кадар и централен довод на кислород за инфективното оделение, кое што се наоѓа во посебен објект надвор од главната болничка зграда. Имаме простор уште за 12 места за пациенти во моментов. Доколку се исполни тој број? Наредна опција за решавање на проблемот во случај на зголемување на бројот на пациенти е да еден оддел или едно крило од интерно одделение се приспособи за сместување на пациенти со COVID-19, каде од прилика има уште 30 места. И мачиме да обезбедиме кадер, а исто така имаме пратено и сестри во инфективна клиника. Во наредниот период планираме да примиме и да ги ангажираме уште 4 до 5 болничари, а исто така имаме потреба и од 5 до 6 сестри да се ангажираат. Тие не можеме да губиме време, а и треба согласности за да се примат со оглас или на договор на дело. Во разговор со правниците има опција согласно Законот за работни односи времено да бидат ангажирани во трајање од 30 дена, бидејќи ние имаме кислородна станица која е во близина сепак на инфективното одделение и со финансиски средства, со помош од прилепски фирми, овој проект ќе се реализира. Директорот Драган Богоевски категорично го отврли вчерашниот извештај од истражувањето на невладината организација Станица 5, дека пациентите во Прилеп кои што се хоспитализираат сами си носат храна, лекови и постелнина и дека имало нехигиена во болницата. Демантираше и дека несоодветно и неадекватно се трошеле народните пари при јавните набавки. Од 2017, откако сум јас раководител, финансиската состојба на болницата е многу добра, а многу памтите дека до 2017 болницата беше блокирана и не можеше да набавува не само лекови и други медицински материјали. Овие последни 3 години ништо не фали во болницата. Најмалку фалат кебина, најмалку фалат прекривачи или перници. Исто така, никако и крајно несовесно и неодговорно и тоа е ноторна лага или невистина дека пациентите во овој период од 2017 наваки купувале шприцеви, купувале игли или купувале лекови. Пациентите може по своја иницијатива да донесат храна од дома, меѓутоа никој не ги уценил дека нема храна и дека мора да од дома да им носат храна нивните фамилии. Беше спомнато дека се потрошиле милионски суми, а не се обезбедило магнетна резонанца. По луѓе, магнетна резонанца не е 5 пари, магнетна резонанца може да обезбеди Министерството за здравство. Ниједна болница сама не обезбедила и не купила магнетна резонанца. Инаку денеска во Прилеп има 28 ново заразени со COVID-19 и 2 починати лица на 55 и 56 годишна возраст.